Почитуван министар за економија господин Беким Незири, почитуван градоначалник на општина Радовиш господин Сашко Николов, почитувани деловни партнери, соработници, представници на медиумите, драги гости. Ми се представува чест со поставување на камен темелникот свечено да го означиме почетокот на изградбата на инфраструктурата на технолошко-индустријска развојна зона Радовиш. Проект кој е од големо значење на градот Радовиш, на регионот, но и за Македонија во целост. Со влез на нови инвестиции, зоната во Радовиш ќе представува индустријски комплекс кој ќе овозможи регионален економски развој, креирање на нови работни места, развој и примена на нови технологии и знаења и зголемување на конкурентноста и меѓународната трговска размена, но истовремено ќе има удел и за забрзување на растот и развојот на економијата во државата воопшто. Зоната во Радовиш е со вкупна површина од 9,75 хектари со можност за идно проширување врз основа на потребите на нови инвеститори. Предвидено е да се гради во кастартарската општина Радовиш на самиот влез во градот. Зоната е лоцирана на оддалеченост од 85 км од граничниот премин Богородица кон Грција и на 59 км од граничниот премин Ново село кон Бугарија. Локацијската поставеност на зоната ќе им овозможи на потенцијалните и идните инвеститори одлична комуникација со меѓународните пазари. Во зоната се предвидени 5 градежни парцели, од кои 4 имаат намена за производство, дистрибуција и сервиси, а една од парцелите ќе биде парцелата каде што ќе биде административната зграда на зоната. Сообраќајно, зоната ќе биде поврзана со магистралниот пат М6, што ги поврзува Штип, Радовиш и Струмица. Со планскиот опфат на зоната планирана е улична мрежа која се состои од 3 индустријски улици, што ќе овозможи сообраќајно поврзување на сите парцели и веднаш да може да се излезе на регионалниот магистрален пат. Од вкупно основаните 13 зони во државата, во моментот зоните Скопје 1, Скопје 2 и Штип се инфраструктурно и оперативно спремни како локации и таму се стремиме да ги задоволиме барањата на инвеститорите. Во овие зони сместени се преработувачките капацитети на Джонсон Мети, Джонсон Контролс, Вистеон, Панхол, Кемет, Продис, Технохозе, а во наредниот период кон крајот на летово и почетокот на есента ќе се започне со изградба на капацитетите на нови компании како Диатек, Енергија, Техникал Текстил и Монтанте. Истовремено се работи на инфраструктурно уредување на зоните во Прилеп, Струмица, Гевгелија, Ранковце и од страна на приватниот партнер во зоната во Тетово, како и на зоните во Кичево и Струга Охрид. Во овие зони наскоро ќе се сместат преработувачките капацитети на компаниите Key Safety Systems, ОДВ Електрик и Вејбо, кои ги кажа и представија своите инвестициски планови во изминатите 3 месеци. Во текот на оваа година ја изработивме проектната документација за 3 нови зони кои ќе се градат во источниот дел на Македонија, тоа се зоните во Берово, Делчево и Виница. Во септември ќе започне изградбата на првата фаза на инфраструктурата на зоните во Берово и Виница, а веднаш потоа и на зоната во Делчево. Само како информација, во 2012 година во зоните низ Македонија имаше 1270 вработени. Минатата година ја завршивме со 2500 вработени, а оваа година само од компаниите кои се позиционирани во овие зони ќе имаме над 3500 вработувања. Бројката идната година драстично ќе биде зголемена, бидејќи ќе имаме реализација на инвестиции на компаниите кои ги потврдија своите одлуки за инвестирање во изминатиот период. Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони ќе продолжи со планирање, изградба и развој на зоните, нивна промоција, привлекување на нови странски инвеститори, грижа за постоечките корисници, а се во соработка со другите државни институции. Почитувани присутни,
Дозволете да изразам посебна благодарност на тимот од дирекцијата за ТИРС, како и подршка на државните институции кои беа инволвирани во процесот на активностите за започеток на градба на оваа зона. Пред се тука се Министерство за транспорт и врски, Министерството за земјоделие, Агенција за просторно планирање, Катастар, како и Општина Радовиш. Ви благодарам за присуството и да ни е со среќа. Го поканувам градоначалникот на Општина Радовиш, господин Сашко Николов, да се обрати пред присутните. Повелете. Почитуван министер за економија, господине Беким Незири, почитуван директор на дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони, господине Виктор Мизо, почитувана пратеничке, почитувани гости, драги сограѓани. Она што нашите предци го изграделе во минатото е нашиот најцврст темел врз кој што ја градиме нашата иднина. Сонот за кој што тие се бореле е слободата кој што ја живееме денес. Да продолжиме да се движиме напред кон сигурна иднина, затоа што секоја наша победа е за идните поколенија. Во предвечерието на најголемиот македонски празник Илинден, за подобрување на животот на граѓаните во нашиот град, отпочнуваме изградба на технолошко-индустријска развојна зона, каде ќе се сместат нови инвеститори и ќе бидат отворени нови работни места. Со изградба на адекватната инфраструктура ќе се создаде вистински простор што ќе привлече странски инвеститори. Добиваме индустријска зона со атрактивна местоположба во срцето на југоисточна Македонија. Почитувани, нашата програма за локалните избори, за кои граѓаните дадоа силна подршка, содржи 102 проекти, кои го подобруваат животот на нашите сограѓани. На огромно задоволство на сите нас, по само една година од добивањето на мандатот, денес отпочнуваме со реализација на најголемиот, најзначајниот и најпотребниот проект за Радовиш, камен темелникот нова технолошко-индустријска развојна зона. Да го поздравиме председателот на владата на Република Македонија. Овој наш сон стана реалност благодарение на визијата, посветеноста и пожртвуваноста на владата на Република Македонија, предводена од председателот Никола Груевски. Затоа, почитуван премиер, во името на сите мои сограѓани ви искажувам огромна благодарност. Со овој проект ја вративте надежта кај секој граѓанин на Радовиш за поквалитетен и попросперитетен живот. И на крај, иако денес времето е врнежливо, со задоволство можеме да кажеме дека сонот на радовишани го огреа сонце. Го поканувам министерот за економија на Република Македонија, господин Беким Незири, да се обрати пред присутните. Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Груевски. Почитуван пратеник во собранието на Република Македонија. Почитуван градоначалник на Радовиш. Почитуван директор Виктор Мизо. Дами и господа, почитувани граѓани на Општина Радовиш, почитувани представници на медиумите. Се радувам што денеска составањето на камен темелникот на новата технолошка индустријска развојна зона Радовиш продолжува да се визуализира намерата за воспоставување на можности за рамномерен економски развој во Република Македонија. Со основањето на оваа зона, но и на зоните кои веќе ги најавивме ко влада, во Струга, Ранковце, Виница и Берово, се остварува можноста за привлекување на странски инвестиции, се создават услови за локален економски развој на споменатите општини и економски развој во регионот на државата, како и отварање на нови работни места. Уверен сум дека со технолошката индустријска зона на Радовиш
со поддршка на владата на Република Македонија и со поволностите кои ги нудиме, ќе придонесе за поттикнување на економски развој, промоција на општина Радовиш, како и бизнис дестинација за етаблираните странски компании, но и за развој на целиот југоисточен регион. Развојот на зоната во Радовиш ќе овозможи соработка со деловните субјекти, посебно оние кои работат во регионот. Да не заборавиме на фактот дека во приватниот сектор во општина Радовиш опфаќа дури 90% од вкупното стопанство, што ќе добие шанса дел од своите капацитети да ги стави во функција на поддршка на фирмите во зоната, преку снабдување на суровини, репроматеријали и полупроизводи или готови производи. Уште еден важен момент, поврзан со зоните и извозот. Според последните податоци, извозот од слободните економски зони рапидно расте. Па ако минатата година извозот од слободните економски зони опфаќаше 25%, ова година се очекува извозот да надмине 30%. Но градбата на овие зони јас го гледам како одлична можност на нашите компании кои имаат намера да учествуваат во градбата, да конкурираат за избор и на тој начин потенцијално да придонесат за својот бизнис. На крај, посакувам зоната во Радовиш шо поскоро да ја оствари својата цел, да се претвори во уште еден успешен проект, исполнувајќи ги владините определби за рамномерен економски развој и подобри стандарди за нашите граѓани. Честито нека е, благодарам. Го поканувам председателот на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски, да ви се обрати. Повелете. Добар ден, драги радовишани. Почитувани пратеници во парламентот, почитувани членови на владата, директор на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони, почитуван градоначалник на Радовиш, почитувани представници на локалната самоуправа, представници на медиумите, почитувани жители на Радовиш, на околните населени места, дами и господа, драги пријатели. Дозволете во оваа прилика да ги поздравам тука се присутни представниците на Weibo Group, компанијата која што планира да отпочне градбана фабрика во пределот на Крила Паланка Ранковци и да отвори 5000 работни места. Тие се дојдени заради нивните подготвителни работи. Цел ден се заедно со директорот Виктор Мизо, па еве денеска во таа агенда дојдоа и на ова отворање, започнување на ова технолошко-индустријска развојна зона. Почитувани присутни, ние пред изборите дадовме едно ветување. Тоа ветување беше дека овде во Радовиш, во близина на Радовиш, ќе започне и ќе се изгради технолошко-индустријска развојна зона или популарно наречена слободна економска зона. Еве денеска сме тука и ја почнуваме градбата на таа зона. Тоа што го ветивме, денеска почнуваме да го реализираме. Имам особено задоволство што токму во пресред на големиот празник Илинден, денот кој со гордост сведочи за нашето минато и за големите дела на нашите предци, имаме можност да посведочиме на камен темелникот на едно големо делово започнување на нашата сегачност, на едно големо дело за Радовиш и за сите идни генерации на овој регион на државата. Почитувани присутни, доколку се земат во предвид сите досегашни инвестиции и новоотворени работни места во технолошко-индустријските развојни зони во државата, тогаш навистина овие зони се едни од најголемите дела на нашата генерација. Посебните услови кои тука ги нудиме, инфраструктурата, но и локацијата на зоните во близина на големите градови, во близина на главните коридори, железничките пруги или аеродромите, представуваат особено привлечна понуда за странскиот капитал. Тоа јасно се докажа во повеќе функционални зони во Скопје и Штип,
во веќе функционалните зони во Скопје и Штип. Нека е заберике денешниот дошт. А такви зони веќе отпочнаа да се градат и во Кичево, во Гевгелија, во Прилеп, во Струмица, во Тетово, во Ранковци. Воедно се подготвуваат документите за отпочнување со градба и на зоните во Струга, во Делчево, во Виница и во Берово. Технолошко-индустријската развојна зона Радовиш исто така е дел од овој голем проект. Локацијата на зоната е избрана неслучајно. На релативно блиска оддалеченост се двете граници со Бугарија и Грција. Во непосредна близина е градот Радовиш, но и неколку други градови од југоисточниот дел на земјата, со многу жители кои можат да одговорат на потребите и барањата на инвеститорите за работна сила од најразличен карактер. Во близина е и магистралниот пат Радовиш-Струмица, а зоната сообраќајно ќе биде поврзана и преку уличната мрежа на градот Радовиш. Сето тоа им нуди можност на потенцијалните инвеститори да бидат одлично поврзани и да можат да извезуваат со брз и ефикасен транспорт кон нивната посакувана дестинација. Владата за изградба на оваа зона планира да издвои околу 11 милиони евра, со кои целосно ќе биде изградена уличната мрежа, водоводната и канализационата инфраструктура, телекомуникацијската инфраструктура, како и мрежата за снабдување со електрична енергија и газ за фабриките кои тука ќе се градат. Почитувани присутни, нашата макотрапна работа и постојани активности за привлекување на нови инвеститори и отворање на нови работни места веќе си даваат резултати. Поголем број мултинационални компании веќе работат во Македонија, а голем број други се заинтересирани и водат интензивни разговори со представниците на владата за таа цел. Дека има интерес за инвестирање во државата говорат и последните неколку месеци, во кои италијанската компанија Diatec најави инвестиција од над 10 милиони евра и вработување на околу 200 лица. Американската компанија KC40 Systems објави инвестиција во Кичево и 1000 нови вработувања. Тука еве денеска присутен и кинескиот гигант Weibo, кој најави да инвестира 400 милиони долари во Македонија и вработување на 5000 лица. Германската компанија Technical Textile, која објави дека ќе инвестира 12 милиони евра и ќе вработи над 500 лица. Британската компанија Euro BPO исто така најави инвестиција и вработување на 350 лица. Германската компанија ODV Electric објави дека ќе инвестира 15 милиони евра во фабрика во Охрид и ќе вработи до 1000 луѓе. Украинската енергија објави инвестиција од 18 милиони долари и нови 150 вработувања. А пред неколку денови и италијанската мултинационална компанија Montante Group најави инвестиција од 10 милиони евра. Почетни нови 100 вработувања, а до крајот на 3 или 4 години до 400 вработувања. И знаете што? Сето ова е за само неколку месеци. Не говорам за последните 2 или 3 години. Само во последните неколку месеци овие компании ги објавија овие инвестиции. И веќе работат на тоа. Како што работи еве и компанијата Weibo Group, чие што прва постава е тука дојдена да ги започне сите потребни активности. Сето ова се резултати од досегашното макотрапно работење на овој план. Постојано работење за подобрување на бизнис климата. Постојано промовирање на можностите за инвестирање во Македонија во голем број земји во светот и преку голем број светски медиуми. Постојано ангажирање на нови луѓе, нови министри, нови промотори на Македонија, инвестиции во образованието, изградба на патишта, изградба на технолошко-индустријски развојни зони, добри макроекономски политики. Сето тоа заедно си дава резултат. И не попусто државата постојано напредува и добива одлични оценки во сите највлијателни меѓународни економски агенции, весници и институции, кои ги следат економските случувања во земјите во светот.
Некои од поновите такви реагирања се на американската фондација Heritage, која смета Македонија за лидер во регионот по нивото на економски слободи. Една од најреномираните агенции во светот, Fitch, веќе по 5 пат даде потврда на стабилниот кредитен рейтинг на земјата. И тоа го правеше и за време на најтешките денови во светската и европска криза. И слични оценки даде и реномираната агенција Standard & Poor's. И сето тоа во време во кое овие агенции ги намалија кредитните рейтинзи на повеќе други земји во регионот, како Хрватска, Словенија, па и пошироко на Турција, Русија, Украина и така натаму. Сето тоа го следат крупните инвеститори. Работата си дава резултати и интересот за Македонија е се поголем. Тоа е само поттик повеќе за нас да продолжиме по истиот пат, со добри политики и со силна работа. Тоа е она што е потребно на Македонија. Тоа е она што му е потребно и на Радовиш. Нови инвестиции, нови фабрики, нови работни места. Се надевам дека во најскоро време ќе поставиме и камен темелник на првата фабрика во оваа зона, откако инфраструктурата во оваа зона ќе биде завршена. Дотогаш, му посакувам успешна работа на изследувачот на градежните работи, успешна работа на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони. Сакам да им честитам на сите што учествуваа во подготовките на оваа зона, на сите кои што допринесоа за да почне градбата на оваа зона. Тргнувајќи од Агенцијата за технолошки зони, директорот Виктор Мизо и вработените кај него. Министерот за финанси Зоран Ставлевски, кој што обезбеди средства во буџетот за да почне градбата и да се гради оваа зона. Министрите во владата кои што дадоа полна поддршка на овој проект, но и пратениците во парламентот, односно мнозинството пратеници, кои што гласаше буџет во кој што се содржани пари за да се изгради оваа зона. Сакам да се заблагодарам и на сите други кои што на било кој начин помогнаа во подготовките, затоа што за да се гради оваа зона имаме повеќе од една година подготовки на проектирања, идейни решенија, проекти, финални решенија, основни проекти и така натаму. Дотогаш, до изградбата на оваа зона, посакувам успешна работа на изведувачот на градежните работи и нека ни е со среќа почетокот на изградбата на зоната, нека ни донесе многу нови работни места за Радовиш и за целокупниот југоисточен регион на Македонија. Ве поздравувам и ви го честитам големиот празник Илинден. Нека е со среќа и нека е за многу години. Нека е ирлија работата. Шлак. Нека е ирлија. Ајде.